Министерката за образование Весна Јаневска најави дека кон крајот на месецов започнува јавна расправа за повеќе закони поврзани со реформите во високото образование. Работните групи што ги формираше Министерството за образование и наука цела година пробоно работеа на 3 клучни закони: за високото образование, за наука и истражување и за квалитет во високото образование. Поради изборите, нацрт верзиите досега не биле ставени на јавна дискусија за да не се свати како притисок. Дополнително се работи и на законот за Инова и за програмата Еразмус+. Во рамки на реформите, инспекциите досега затвориле 14 приватни научни институти и 1 приватен факултет поради незаконско работење. Министерот за здравство Азир Алиу најави дека приоритет е децентрализација на онколошките услуги за пациентите да добиваат терапија поблиску до местото каде што живеат. Веќе функционираат одделенија во Битола и Тетово, а во болницата 8 септември процесот за лиценцирање е завршен и наскоро ќе почнат амбулантски услуги. Штип е во рана фаза и ќе бара дополнителни инвестиции. Алиу призна дека има недостиг на терапија поради сложени постапки и проблеми со увозниците. За решавање на ова се менуваат 12 закони, меѓу кои и Законот за здравствена заштита, со воведување Green Line, процедура која ќе овозможи побрзо набавување лекови и континуирана терапија за пациентите. Министерот за транспорт Александар Николовски на економскиот форум во Виена истакна дека Македонија ги реализира најголемите инфраструктурни проекти досега, со изградба на нов автопатски систем на Коридор 8 и модернизација на Коридор 10. Инвестициите во патиштата достигнуваат околу 1,5 милијарди евра, а новиот дел на 10D ќе го намали патувањето меѓу Скопје и Атина на околу 5 часа. Планирана е изградба на брза железница со возови до 250 км на час, проект вреден 2 милијарди евра, кој ќе го забрза транспортот на стоки кон Европа. Од пролет започнува делницата кон Грција, а со Бугарија е договорен заеднички тунел за Коридор 8. До 2023 се очекува редовна линија Скопје, Софија, Бургас. Николовски нагласи дека партнерствата се европски, со силна поддршка од Велика Британија, што ќе донесе голем економски ефект за регионот. Во третото тримесечие од 2025 година, вкупното производство на шумски производи во државните шуми изнесува 139.000 кубни метри, што е пат од 4,3% во однос на истиот период лани. Производството на огревно дрво достигнало близу 108.000 кубни метри, а на трупци речиси 29.000. Зголемување е забележано само кај трупците од иглолисни дрвја, додека повеќето други производи се во намалување. Продажбата, пак, е во благ пораст, 145.000 кубни метри, што представува раст од 1% според Државниот завод за статистика. Во последните 2 недели мобилните царински тимови открија повеќе обиди за криумчарење на различна стока. На Табановце беа најдени сокриени фотоапарати, облека и 2 грама кокаин кај сопатничка. На Гевгелија беа откриени над 660 квадратни метри непријавени керамички плочки, а на Блаце делови за BMW X5. Автобус со турски таблици имал празен компресор прилагоден за криумчарење. Во јавен склад беа најдени 1632 играчки со сомнителни заштитени ознаки, а на Богородица непријавени цигари, патики и джемпери. На Ново село беа фатени МТАК уреди и турбина, а на Дојран и Табановце дополнителни количества текстил и бижутерија. Царината привремено ја задржа целата стока и пресмета значителни избегнати давачки. Поголемиот пожар во Загребскиот облакодар Вјесник, чиј чат се прошири низ околните градски зони, Институтот доктор Андрија Штампар објави препораки за граѓаните. Иако сензорите на 40 локации не покажуваат загадување, експертите предупредуваат дека чадот може да ги иритира дишните патишта. Граѓаните се советуваат да останат во затворен простор, со затворени прозорци и исклучена вентилација што внесува надворешен воздух, а климите да се постават на рециркулација. Да се избегнува престој и физичка активност на отворено, особено кај деца, постари и хронично болни. При неопходно излегување се препорачуваат FFP2 или FFP3 маски. Проветрувањето да се одложи додека институциите не потврдат стабилен квалитет на воздухот, а лицата со астма и срцеви болести да ги имаат лековите при рака. Во случај на симптоми треба лекарска помош. Иако нема мерливо загадување, институтот бара да се следат само официјални информации и да не се шири паника. Пожарот, кој избувна по полноќ, го гаснат 93 пожарникари со 30 возила и се очекува да трае цел ден. На првиот форум за проширување на Европската Унија, комесарката Марта Кос изјави дека 2025 е успешна година за земјите кандидати и дека Црна Гора, Албанија, Молдавија и Украина постигнале значителен напредок. Таа порача дека реформите се исплатуваат, но дека нема брзи решенија, државите мора целосно да се усогласат со правилата на Унијата. Кос нагласи дека проширувањето денес е и безбедносно прашање, а кандидатите ги нарече дел од демократскиот штит на Европа. При тоа предупреди на автократски влијанија кои се обидуваат да ја дестабилизираат Европската Унија.
Според неа, потребни се отворени дебати за да се одговори на загриженоста на граѓаните, а Европа мора да покаже дека поголема унија значи посилна унија. Таа додаде дека процесот на проширување ја поттикнува и самата Европска унија да се фокусира на потребите на своите жители. Јужна Кореја и САД постигнаа значаен договор за изградба на нуклеарни подморници, што ја продлабочува нивната стратешка соработка во време на зголемени тензии со Северна Кореја. Договорот доаѓа по новиот трговски аранжман меѓу двете земји, со кој тарифите се намалуваат од 25% на 15%, а Сеул се обврзува да вложи $350 милиарди, од кои 150 милиарди во бродоградба. Јужна Кореја досега има само дизел подморници, но нуклеарните ќе ја овозможат поголем дострел и брзина, што е клучно во одвраќањето од Северна Кореја, која развива своји нуклеарни капацитети. Овој чекор се гледа и како дел од поширокото ривалство меѓу САД и Кина за влијание во Пацификот. Американскиот сенат подготвува закон што ќе воведе строги санкции за земјите кои соработуваат со Русија, особено тие што купуваат руска нафта и газ. Сенаторот Линдзи Грем најави дека законот има поддршка од Доналд Трамп, кој го оцени како прифатлив. Целта е да се засили притисокот врз Москва да ја заврши војната во Украина, ограничувајќи го приливот на пари што Русија ги користи за финансирање на конфликтот. Новиот закон ќе му даде на Трамп пошироки овластувања за воведување секундарни санкции кон држави како Кина и Индија. Грем истакна дека мерката има силна двопартиска поддршка и во Сенатот и во Представничкиот дом. Во време кога видеото требаше да биде доказ, денес се повеќе не можеме ни да разликуваме што е вистинска снимка, а што е целосно создадено од вештачка интелигенција. Новите генеративни алатки прават лица, гласови и настани што никогаш не се случиле да изгледаат совршено реални, толку реални што дури и експерти понекогаш се двоумат. Иронично, ако во 90-тите некој ни кажеше дека ќе дојде време кога компјутер сам ќе прави луѓе кои не постојат, ќе создава видеа кои изгледаат подобро од реалноста и ќе зборува наместо нас, веројатно ќе го видевме како лик од научно-фантастичен филм. Тогаш, ова ќе звучеше како футуристичка фантазија, а денес е само уште еден вторник на интернет. Технолошкиот напредок дојде брзо, а со него и дилемите. Од една страна, вештачката интелигенција нуди неверојатни можности, побрзо информирање, подобра продукција, поголема креативност и достапност на алатки што порано беа резервирани само за големи студија. Но, од друга страна, истата таа технологија носи ризици, дезинформации, манипулации, фабрикувани изјави и видеа кои можат да влијаат врз јавно мислење, избори, репутации и дури и безбедност. Линијата меѓу вистина и измислица станува тенка, а границата што ја преминува технологијата секој ден е потешко да се предвиди. За крај, ви прикажуваме неколку видеа, дел може би се вистински, дел може би се креирани од вештачка интелигенција. Вие проценете. А токму тоа е и поентата, дека денес веќе не сме сигурни ни во она што го гледаме со сопствени очи. Cool things when you live on a tropical island. Check this out. Wow. So yeah, I wrote this in the description. Make sure to read it below or comment with the word prompt. What do you think about the idea that we're just a bunch of prompts? If I'm generated from a prompt, how come I don't have 6 fingers? Some people say we're just AI created via some simple prompts. Thoughts?